Конче има доста богато минато, кој што датира од праисторијата или некаде околу 4000 години пред нашата ера. Карактеристично за општина Конче е и средновековието, кој што можеме да кажеме дека е и најбитно во нашата општина, зашто бидејќи со градбата на оваа црква која што се наоѓа позади мене во 1366 година станува културно, црковно, просветно, општествено живење, каде што општествениот живот на народот се одвел претежно преку самата црква. Духовноста е таа која што го обединува народот воедно, кој го прави да биде поддржувач еден кон друг и да се грижат еден за друг. Ако нема вистина, нема вера, нема ништо. Значи, чим ја имаме верата, ја имаме вистината, ја имаме и љубовта, ја имаме и надежта. Конче беше за тие општина до негде 62 година, имаше и полициска станица и гимназија. И ние одеве, там имаше интернат, јас одеве на школу во Конче, не само јас, него и другите деца од соседни села. Беше и уштога некоја по-малку напредно, али животот беше доста потешок. Значи имаме тешки услови, во невреме, кал, мачење, пешки, таму и живееме, тоа беше животот тешок. Кога добија статус општина, животот се многу промени, многу подобри услови, поголема технологија, машинерија разновидна и на фактички животот е многу по-добар. Имаме, рече го, урбана средина, патишта добри, нема сокаче да не е поплочено или асфалтирано. Сите има сега и возила, и машинерии разни, водовод имаме. Услови современи, значи како да кажеме да сме урбана средина, градски живот. Од времето тука живеа две националности, македонци и турци, и можам да кажам да се пофалим дека имаме одличен соживот. И од порано и сега не е имало проблеми, заедно си живееме, заедно луѓето си работиме, на нивите помагат си меѓу себе, со комшиите убаво си живееме. Можам да се пофалим од кога станавме општина, нели, сега условите се значително подобрени за разлика од порано. И дури можам да кажам и јас дека во првиот совет бев член, нели, советник, од кога се формираше, нели, општината 4 години. На локалните избори 1996 година за прв градоначалник на општина Конче беше избран господинот Ристо Василев од Конче, а за прв председател на Советот на општина Конче беше избран господинот Јосип Ангелов од село Долни Липовиќи. Ако правиме споредба како беше тогаш и сега, значи имаме премногу разлики и во приоритетите и во другите активности. Тој период буџетот на општина Конче тогаш беше многу мал и приходите остворени од страна на општината беа доста мали. Кога ќе се присетам на првите денови од моето вработување, можам да кажам дека условите во кои што работевме беа многу тешки. Градоначалникот на општина Конче во договор со директорот на ЗИК Радовишко поле се имаше договорено да му отстапат 2 простори за користење со цел да почне да функционира општина Конче. Тоа се случи во истата зграда, оваа зграда каде што и денес работиме, меѓутоа беше во доста руинирана состојба. Морам да го спомнам фактот дека ја донесов од дома мојата мала портабел машина за пишување со цел да ги изработувам актите и одлуките кои што ги донесуваше Советот на општина Конче и градоначалникот на општина Конче, бидејќи тогаш општина Конче немаше финансиски средства да обезбеди ниту една машина за пишување. Меѓутоа, како цел моја лична беше, значи, инфраструктурно поврзување на општина Конче, бидејќи општина Конче тогаш кога дојде беше премногу изолирана. После тоа се случи
законот за територијална поделба, кој што ги смени приоритетите. И како главен приоритет ми стана задржување на статусот на општина Конче. Но сепак не можам да се поплакам дека за тој период нема постигнато резултати. Тогаш како градоначалник на општина Конче моравме да бараме излез за развој на општината. Тоа благодарение на нашиот тим, односно на администрацијата на општина Конче и благодарение на граѓаните на општина Конче кои што придонесоа за да можеме да успееме да привлечеме повеќе инвестиции преку европските фондови и преку министерствата. Постигнавме најголем успех, не само јас, туку и граѓаните, па и сите. Тогаш направивме навистина, значи, здружување на сите капацитети, дури и локалните политички партии од позиција и опозиција и етничка, односно меѓунационално, сите се споивме и успеавме. Мислам дека тоа е еден од најголемите приоритети и затоа денеска и ова го правиме. Значи 30 години, ако тогаш не укинеа како некои други општини што ги укинаа, општина Конче немаше да функционира. Имаше многу предизвици, значи да се биде истраен и кога има многу малку услови за работа, како за со основни средства, така и за просторни услови, процедурите кои што не постоја, бидејќи беше во фаза на формирање на општината, тогаш се поставуваа темелите. Можеби и најубавите години се жртвувале, ама резултатите излегуваат. Конче во многу делови беше една од најтранспарентните, прогласено. Обично, ние тогаш бевме во сите сегменти меѓу првите општини, бидејќи наставно мал број на луѓе, мали средства, а резултати реално имаше, бидејќи сите резултати претежно беа преку проекти. Јас секогаш викам, значи, тогаш правевме од песок јаже. Моето работно искуство во општина Конче започна во 2007 година до ден денес и за неколку месеци, за 2 месеца минувам во пензија како вработен прв во општина Конче. Кога дојдов во општина Конче, како рурална мала општина, затекнавме една состојба на мала сиромашна општина, но луѓе со ентузијазам и желба за работа и од тогаш почна некако, според мене, развојот на општината. Во мојот период се донесени повеќе планови урбанистички за општина Конче, за езеро Мантово, сите населени места освен Горни Либојин. Тоа е основа за развој на патната, на другата инфраструктура во општина Конче. Инаку сум горд на неколку проекти кои што се сработени во општина Конче. Прво би спомнала административна зграда кај што денес престојуват работените моите колеги во општина Конче, кои ги оставаме за понатаму да работат во општината. Спортската сала во рамките на училишното Гоце Делчев во Конче, детската градинка во Конче, повеќе реконструкција на повеќе културни домови во село Ракитец, Долни Липовик, Дедино и така натаму, во Лубница, последно во изградбата на патната инфраструктура, локалниот пат Лубница Скоруша, регионалниот пат Радовиш Конче. 3 децении исполнети со макотрпна работа, борби на секое поле, екзистенција, опстанок, развој. И ете за на крај да може слободно да кажеме дека општина Конче, иако е рурална општина, е една од по-добро организираните општини со сите содржини. Од 2007 година продолжи општина Конче и до последниот ден вработен во општина Конче, зашто посебно сум горд на луѓето, на граѓаните на општина Конче, на колегите што работат со мене, на сите претходни градоначалници кои што имав начин и можам да се работам и носам добри спомени и добра меморија за општина Конче. Денес, по скоро 30 години работа во општина Конче, посебно горда ме прави тоа што работев совесно и одговорно, оставајќи трага со мојата посветеност и труд, стекната доверба од луѓето, пренесено знаење и искуство на моите помлади колеги, како и придонес за развој на локалната заедница. Роден во село Ракитец, првите чекори, училиштето Гоце Делчев, подрачното, со своите другари, секако
на игралиште. Ние како генерација од околу средновечноста израснавме во една, можеби да кажам, поедноставни услови. Денешните млади имаат изобилие од услови, како од спорт, од култура. Така да сметам дека сме отидени доста напред. Има услови денес, иако рурална општина, сепак може да се пофалат многу работи. Мојата љубов кон спортот започна на ова игралиште, каде што со моите другари се збиравме и игравме секоја вечер фудбал. Ако човек сака да достигува нешто, има многу можности. Пример, јас не гледам дека е Конче е село. Гледам, јас сум шо и шо сакам да бидам. И со тоа гледам иднината да ми биде преубаво и се што можам, секоја минута гледам да го искористам. Да се расте во Конче е убаво, има природа, има место за играње. Многу интересно и многу убаво. Целосно си обкружена со природа и луѓето се насмејани, дружелюбовни. Да се биде во Конче како да се во приказна. За мене многу ме значи и да се расте тука. Моите први чекори се тука направени и многу. Мојот цел живот е Конче. Општина Конче, освен што ги има трите бисери, тоа е Вештачкото езеро Конче 1 и Конче 3, Вештачкото езеро Мантово, има своји бисери во делот на спортот и културата. Велосипедскиот клуб Бел Камен Серта постои повеќе од 4 децении. Прво го носеше името Бел Камен, во последните неколку години е преименуван во Бел Камен Серта и ние како велосипедски клуб, односно здружение, го промовираме велосипедизмот на подрачјето на општина Конче. Во последниве неколку години организиравме неколку велотури, велофест во општина Конче и тоа како велотурата тргни кон Мантово, велофеста 2026 година и со тоа општина Конче постана препознатлива по промовирање на велосипедизмот. Значи, со најголемо задоволство сакам да кажам дека во општина Конче функционира клубот, боречкиот клуб Бучим шампиони од Конче, кој што освен во Република Македонија најдостоен репрезент станува како во балканските земји и во европските. Борачкиот клуб Бучим шампиони од Конче, значи основан 2019 година и до ден денес, значи функционира, работи со млади луѓе. Најмногу можам со гордост да кажам дека Бучим шампиони има вистински шампиони во права смисла. Почнав да тренирам од 9 години борење. Кога беше короната имавме мала пауза, после тоа пак продолжив. Одевме на турнири, во Косово првиот турнир ми беше, каде што освоив 3-то место. После тоа продолживме, имаме тренери, цело време имаме тренинзи. Имам освоено 3-то место на Балканското првенство во 2024 година во Скопје. Тука се одбележува турнир секоја година, Тони Танчев. Оваа година ќе е 4-тиот турнир. Во борењето нема лесни победи, туку секој успех е резултат и труд, посветеност и силна волја. Нашите спортисти со своите успеси се гордост за државата и пример за помладите генерации. Потоа, однеодамна стартува и нашите фудбалери, тоа е ФК Серта. Клубот постои веќе 76 години. Наполнивме 76 години од формирањето, или од 1950 до 2026, 76 години полни постоење на фудбалски клуб Серта. Клубот 25 година броеше 100 детишња, сега се намалија неколку деца, вклучувајќи 5 тренера, кои активно беа ангажирани со децата, нели? Активно беа ангажирани
Па сега од 26-та година планираме регистрација на дечињата, и да бидеме вклучени во Фудбалскиот сојуз на ОФС Струмица. До сега имам учествувано на многу надпревари и најгорд сум што сум од 13 годишна возраст до 18 годишна возраст во Фудбалската федерација на Македонија. А исто сакам во оваа прилика да најавам и дека од есенскава сезона ќе почнат и со работа ракометниот клуб Феникс, кој што на наше огромно задоволство од оваа година отвара подружница и во општина Конче. До сега е немало ракометен клуб во општина Конче и посекавме како должност да направиме нешто и за соседната општина Конче, бидејќи има таму голем потенцијал и пред се наидовме на огромна поддршка и доверба од општина Конче, значи од советниците и од градоначалникот, кои ни дадоа само ветер во грб да го оствариме тоа што ние замислено и зацртано, и се надеваме дека од септември со почетокот на школската година и одзивот на децата ќе биде голем и ќе направиме нешто ново, нешто убаво за општина Конче. Секако не смееме да ги забораваме и нашите бисери, кои што насекаде шират и промовираат нашата култура. Тоа се девојките и момците од култ Цветови од Дедино и представниците од култ Конче. Фолклорниот ансамбл Цветови од село Дедино формиран е далечната 1975 година. Тоа е од прошлиот век. Значи, работиме 51 година непрекидно. Состоја се од две групи, возрастна и детска група. Тоа наше богатство што го имаме преку носијата, ората и традицијата, презентираме го на фестивалите кои се одржуваат во Македонија. Културно-уметничко друштво Конче од Конче постои од 7 мај 2022 година. Веќе оваа година слави 4 години постоење. Друштвото е основано со една единствена цел – зачувување и негување на традициите, обичаите, носиите, народните песни и ора. За релативно краток период Културно-уметничко друштво Конче од Конче стана значаен носител на културните значења на општина Конче. Младите во нашата општина се приклучуваат кон културно-уметничките друштва со голема љубов, посветеност на работата на културно-уметничките друштва, и Културно-уметничко друштво Конче моментално брои околу 20 активни членови, кои што со љубов и посветеност се дел од нашето културно-уметничко друштво. Исто така, од 1994 година, фолклорниот ансамбл секоја година настапува и надвор од нашата држава. Културно-уметничко друштво Конче од Конче е организатор на меѓународен фолклорен фестивал Екот на фолклорот во Конче. Оваа година по четврти пат ќе се организира фестивалот со домашни и странски ансамбли. Преку фолклорот се пренесува оваа наша македонска култура што имаме прекрасна во нашата Република Македонија. Во општина Конче живее вреден и работлив народ. За оние кои што не знаат, значи општина Конче е исклучително земјоделски крај. По општина Конче, тука село Лумница, најмногу се занимаваме со тутун. Па стануваме околу 1,5-2 сато и до неки 9 сато сабале. Се работиме, после идеме дома, одмараме, пиеме кафе, јадеме, па низе закачаме и тоа, ако се може, па може на вечер, ако не, со толку завршиме, па истото. Сите повеќе гледаме опстанок само од тутун. Сега овие неколку години луѓето се задоволни од тутунот и сите претежно само за тоа водеме. Тука ни е убаво, сме навикнати во село, си имаме бавчи, си работиме. Имам си посадено бостан, пиперки, патлиџани
и најубаво. Лепче си испечем од фурната. Баваме се 40 години со гранчарството и почнахме да работиме. За нас значи многу. Сакаме да го работиме. Од теф, од љубов што викате го работиме, што производство, што гранчарство, од сепо нешто. Па од грне, па брадачине, па тави, кавче, кравче, чупова, некако пат правиме и од сепо нешто изработуваме. Ние се наоѓаме во село Ракитец, општина Конче, Радовишко, и ние се бавиме стручно со печење на вар, гасење и снабдување на плацовите, градожните плацови со гасен на вар. Процедурата оде вадење на камен од земјата, рачно се ваде и после се складира на варница, се пече, се клучи варницата и се пече 36 до 38 сата се пече нон-стоп на дрва. Конче, за разлика од самите почетоци 1996 до денес, после 30 години, можам слободно да кажам, е добро организирана рурална општина. Се надевам колегите што остануват, ќе остават мојот пат и ќе бидат по-заинтересирани да остават спомени до самата општина. Мојата желба е како првиот, така и последниот работен ден од мојата кариера да биде посветен на општина Конче се до моето пензионирање. Општина Конче, која денот е нејзиниот ден на празнување е посветен на светите апостоли Петар и Павле, и навистина многу одамна имам спомнено и кажено дека основата на самата општина Конче е поставена на тврд камен или на тврда основа, така што таа ќе продолжи да живее, да функционира и да се проширува и да се гради. И посакувам на многу жители од Конче да не се иселуваат, кај што Конче е убаво место, има убава природа и препорачувам на луѓето што не живеат во Конче да го посетат селото. На младите спортисти им посакувам да веруваат во себе и никогаш да не се откажуваат од своите соништа. Јас сум среќен што моето детство го поминав во Конче, место кое ми даде убави спомени, пријателства и мотивација да успеам. Презадоволна сум од мојот живот, што живеам во Конче и чувствувам пресрекна што сум растела тука и уште си растам. И мислам дека мојата иднина ќе биде тука и ќе продолжам нешто да давам во Конче.